35 прочистувачи со вредност од 25.000 евра денеска донираше компанијата Blue Air за гимназијата Добри Даскалов и Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров во Кавадарци. Со оваа донација и претходната од фондацијата Никола Јанчев, просториите во образовните институции во Кавадарци се целосно обезбедени со апарати кои го прочистуваат загадениот воздух. Градоначалникот Митко Јанчев рече дека се создадени услови за учениците да предстојуваат во простории каде ќе има чист воздух во текот на наставата. Јас вака би го почнал разговорот, денеска со оваа донација која што имаме од Blue Air компанијата од 25.000 евра вредност или 35 прочистувачи за воздух за средно образование, комплетно го заокружуваме целокупниот образовен систем во Кавадарци и сите простори да имат прочистувачи за воздух. Тоа значи дека предучилишните образовни институции градинките ги обезбедивме уште ланста година, оваа година преку фондацијата Никола Јанчев ги обезбедивме основните училишта, сега средните, така да процесот ни заокружен, она што не е задолжителна настава и најмилите и најпосакуваните дечиња ги имаме заштитено во делот на прочистување со прочистувачи за воздух. Сакам да кажам дека целокупната бројка на прочистувачи е околу 200 и целокупната прочистувачка бројка е обезбедена од целокупна донација. Така да и тоа е на благодет, е една голема благодарност на компанијата Blue Air, што испадна во пресед за да ги завршиме и средните училишта. Многу битно ни беше кај што има задолжителна настава и кај што е законски обврзано секое дете да присуства на настава, да обезбедим поквалитетни и подобри услови во делот и на воздухот и стандардите за престој. Меѓутоа во моментот се работи на физибилити студија и основен проект за гасификација, кој што е готов, 22 км предвидена секундарна и примерна мрежа за гасификација и од минатата недела ги добивме целокупните податоци од шумско стопанство Бор Кавадарци за купувачи на дрвја, односно корисници на дрвја, кои што ги имаат во последниве 3 години. Ние сега правиме едно сумирање на тие бројки по улици, по име, презиме, кој колку потрошил и врз основа на тоа што направиме анкетни прашања, колку е потенцијалот од тие да се префрлат на гас или на друго алтернативно гориво. Исто така општина Кавадарци има субвенции во делот за грејни тела на покој еколошки мерки, во делот на субвенции за велосипеди. Благодарност за донацијата искажаа директорите на двете средни училишта Невенка Попангелова и Горан Велковски. Јас од името на професорите, од името на учениците искажувам благодарност до локалната самоуправа, до градоначалникот за ангажманот за да се донираат од фирмите овие прочистувачи. Ние со вработените со учениците ќе ги користиме, секако е за подобро, за поквалитетен наставен процес, за подобри услови. Ќе го користиме и во едукативни цели и ете може тој извештај од загаденоста ќе поттикне кај нас за да се грижат што повеќе и учениците, сите ние да се грижиме за да допринесеме да биде по-здрав и по-чист воздухот, да немаме потреба од вакви апарати. Најпрво да се заблагодарам до компанијата Blue Air и за општина Кавадарци за донацијата. Ние како училиште пред се постоиме за учениците. И ова е најдобар пример дека за учениците се грижиме. И ние, и општината, и сите компании кои што се грижат за децата. Како што е планирано во секоја училница, кај што престојуваат децата, ќе има прочистувачи и се надеваме дека ќе помогнеме кон почист воздух пред се за време на престојот во нашето училиште. Од компанијата Blue Air што ги донира прочистувачите нагласуваат дека станува збор за паметни уреди кои вршат квалитетно прочистување на воздухот. Учениците имаа можност да добијат класик серија на Blue Air 680i, како што напоменав, тие за 72 метри квадратни. Значи тоа станува збор за паметен прочистувач на воздух со вградени сензори кои го мери степенот на загадување во дадената просторија, се вклучува автоматски мод во потребната брзина, колку што е потребно, што е можно побрзо да го прочисти воздухот во просторијата. Значи дечињата ќе дишат чист воздух со 5 измени во 1 час. Тоа е идејата. Секој дете во Кавадарци да има можност да дише чист воздух. Тоа е нашата идеја од самиот почеток.